Недела 20 часот и 30 минути, добро вечер во премиерното издание на емисијата Спорт Плюс. Како што веќе знаете, секоја недела познати спортисти од регионот со кои разговараме на различни теми, за нивните успеси, резултати, награди и секако идни планови. Во денешното издание ќе зборуваме повеќе за борењето во Македонија, каква е ситуацијата во овој спорт. Штип е град познат по најтрофејниот боречки клуб во Македонија, сите знаеме дека тој е боречкиот клуб Балканец. Токму по тој повод денешен гостин во Спорт Плюс е еден од ветераните на македонското и штипското борење, најдобар спортист на Штип, 6-кратен шампион на некогашна Југославија, господинот Санде Коцев, со кого ќе зборуваме на повеќе теми, меѓу кои борењето некогаш и денес, за тоа каква е моменталната ситуација во еден од најтрофејните боречки клубови Балканец, за иницијативата за парк на олимпијци и најдобри спортисти на Штип и секако последната тема е одржувањето на вториот поред боречки турнир Штипски боречки легенди, така беше. Добро вечер и добродојдовте во Спорт Плюс. Добро вечер, фала на поканата, Никола. Убаво ме представите. Уствари, целата моја спортска кариера, кажате во неколку реченици, со тоа што јас ќе додадам дека на Европското првенство 70 година во Шведска, Хускварна, со 3 победи влегол во финалето и за жал борбата за медалја изгубив и се пласирав на 5-то место во Европа, што е мој најголем успех и треба да се напомене дека тоа е и последно мое учество, бидејќи мојата кариера почиња и завршува како младинец. Јас у сениорска репрезентација на Југославија немам настапувано, што значи дека борењето го имам оставено на млади години. Така, еве, од која возраст се со борењето? Па 15 години почнав да се бавам со борачкиот спорт. Првите чекори ми беа кај некогашната сладкара Јаја, таму се тренираше во дворо. Од малот со неколку деца идеме таму да гледаме за сакаго тај спорт. Почна да го посетувам, другите мои другарчиња се откажаа, ја продолжи да одам таму и почна да навлегувам, да го засакувам спортот борењето, но треба да кажам дека бидејќи сум у втората генерација на борачи на Балканец, значи јас знам целата хронологија на борењето, на убавите и лошите работи кои се дешавале во борењето. Сакам да кажам дека Балканец стана голем светска европска титула, но пред да се дојде до тоа имаше големи препреки, проблеми, како со простор за тренирање, сала немаше добиено и постарите борачи у тоа време борењето 60-те години го донесува од Полска Ристо Таков заедно со Личнов и Рангелов. Ние како млади деца ни дадат душеци на грбот да однесеме пред институциите на градот, пред собранието. Тогаш се сеќавам беше градоначалник, председател на градот Бурич Александар и ги наредеме душеците пред неговата врата дека влева за да направиме притисок да добиеме сала. Тие сите наши напори, притисоци ги вршеме в Родија со плот и се додели после пожарниот дом како сала, кај ќе се тренира за борењето, каде што е и денеска таму. Но не завршуваат тука сите работи. Бидејќи тие 60 години знаеме кое време и какво време беше, борачите се наидуваа и на други потешкоти. Тоест немаме опрема. Јас се сеќавам дека со еден дрес се борееме цела екипа. Од 48 до 130 кила. Сега може да замислите 130 кила
борач да облече дете од 48 кила пропадне, како што викаме каша, пиле у каша. Исто така немаме патики. Патики чекаме да еден заврше борбата, па му ги дае на другиот да се боре. Али упорноста, желбата да се биде спортиста, да се биде борачи, кај нас дојде до израелј со макотрпна работа, со многу тренизи, многу одречувања, успејаме да влеземе у екипата на Балканец и да пишуваме историјата на борењето и до денешен ден да станеме чак дори и втори у Европа. Така и покрај тешките услови кои што сте ги имале во тоа време, резултатите биле навистина високи. Ајде накратко да се потсетиме за историјата на Балканец. Колку олимпијци има Балканец? Видите да ви кажам, Балканец е историја клуб со светско реноме. 60-тите години, кога почињеме ние, има една изваредна генерација на борачи од која ние учиме. Тоа се Добре Маринков, тоа е Симеон Шутев, тоа е Столе Ристов. Јас се извинувам, некој може да пропуштам, од таа генерација изваредни борачи. Учиме од нив и тоа беа борачи што земаа медали у сите поголеми првенства. Пред да дојдам у емисија, подсети се од медиумите, од пишаните медиуми, бидејќи ја имаме информација за Балканец од почетокот до 80-те години. И таму дојдоа едни фрапантни податоци дека Добре Маринков неколку пати е бил прогласуван најдобар борач на Македонија. Донесувал медали од големи првенства. Едина желба не му се исполни да учествува на Олимпијада, требаше Минхен 72, Мексико 68, али не може да дојде до тоа ниво. Иначе Балканец треба да се напомене 72 година у купо на европските шампиони у Швајцарија на полуфиналето, тепаѓи сите екипи убедливо зема прво место и на финалето у Софија у Бугарија класира се на второ место и тогашниот дописник од Софија извести дека најголем успех на една спортска екипа од Македонија втори у Европа. Значи, до тогај не е имало таков голем резултат на Балканец. После тоа Балканец на поединична конкуренција постигнува одлични резултати. Ние 68 години имаме прв борач олимпиец и прв спортист на Македонија олимпиец Симеон Шутев од борењето. После него Киро Ристов на 2 олимпијади и на крајот на Зоран Шоров учесник на 3 олимпијади. Тоа се резултати што се за почит. И у последниот наш олимпиец кој е бил на Олимписки игри како тренер, селектор на репрезентација, Трајче Димков на Олимписките игри у Пекинг. Значи, Балканец има 4 олимпијци, што значи тие имат учествувано на 7 олимпијади. Зоран Шоров има на 3, Киро Ристов на 2, Симеон Шутев 1 и Трајче Димков 1 олимпијада. Така, иако сте од повозрастните генерации, како што кажавте во клубот, предпоставувам дека се уште сте активен во Балканец. Се слушаат ли вашите совети и одлуки од помладите генерации? Па да ви кажам искрено, јас сум израснал во Балканец, живеам за Балканец и со Балканец ќе заминем. Балканец е за мене најголемата љубов. Јас го пратам, ги пратам збивањето, борењето што се. До скоро бе член на потесното раководство во Балканец. Децата и сега вие што се ме викат, консултират се со мене, тражат мислење од мене, бидејќи ипак искуството е голема предност. Пратам го борењето, одам у Балканец. За жал имаме сега криза уопште, не само у Балканец, у целото македонско борење. Некогаш најтрофеен клуб, каква е сега моменталната ситуација воопшто во борењето во Македонија, па и во Балканец? Па морам да бидам искрен да кажам дека моменталната ситуација е катастрофална. Немаме председател на федерацијата после оставката на Ванчо Чифлиганец, кој сметам дека беше еден од
најзаслужните луѓе што требаше да остане у борењето и мислам дека само можеше да го подигне од нивото на кое е сега. Од негови причини не знам кои се, он го напушти, сега немаме федерација, не функционира федерацијата. Сметката на Борашката федерација е блокирана више неколку месеци за дуг околу надворешен, тоа е према Светската и Европската Борашка федерација, околу 20.000 евра и внатрешни дугови меѓу фирми, спонзорства, околу 40 се шпекулира, не сум сигурен од тие податоци, дека се работи за дуг околу 60.000 евра. Причина по мене, бидејќи сум мередавен и можам да го кажам тоа, причина за сета криза која дојдена у борењето е немање стратегија на државата за спортот, погрешни луѓе на погрешни места поставувани. Ќе кажам само еден пример, дека 2 мандата, 8 години беше председател на Борашката федерација, Чедо Николовски, олимпиец, одличен борач, само не успеа да се докаже на полето како председател на федерацијата. Вршеше 2 функции, облечуваше костум, отвореше првенство државно или турнир или било што да е. После 15 минути излезе на Душеко како судија и имаше случаи каде беше и физички напаѓан. А борењето тоа не го заслужува, бидејќи борењето се поминале за преседатели ни врвни, угледни луѓе со статус у општеството, у профилу на еден Самоников кој ќе улезеше у салата дека се одржува борење, стануваше молк, беше пречекуван со аплаузи, значи погрешни луѓе составени, државата не е дадена доволно стратегија, нема за борењето, пари се дават, резултати нема, не се презима нешто да дојде до измени, како на стручен план, така и у раководен план, и борењето е катастрофа. Така, според вас, која би била идеалната стратегија, како што рековте, да се превземе нешто да оди на напред, позитивно како што било некогаш? Па јас мислам дека најважно е државата да изграде, Република Македонија да изграде стратегија и да ставе рака и контрола на финансирање и на борењето. Друга една многу важна работа по мене и мислам дека е била од годините кога кажаме дека борењето имало големи резултати е да се запослат професионални тренери по клубот. Секој град, секој клуб да си има професионален тренер кој ќе го прате борењето, кој ќе траже таленти нови, ќе соработува со професорите у основните школи. Темело на борењето е од децата, од малите деца, да оде по часовите на физичко, да се организират со договор меѓу професорите борења школски, меѓушколски борења и од тука да се црпат таленти млади деца кои ќе дојдат у Балканици, ќе ги наследат легендите што ги спомнаме до сега. Така, има ли сега Балканец млади, надежи и талентирани кои што едноставно се желни за успеси, за резултати, за достигнување како што било некогаш? Балканец беше исто како федерацијата една голема криза, една безизлезна криза на пријаседни промени кои дадоа резултат и вродија со плод. Дојде промена, нови луѓе. Првото беше што успеа да се подобрат условите за работа. Тушовите беа на долниот спрат. Децата мораа на сред тренинг да идат доле ако имат потреба. Значи тушовите се качија горе. Балканец платеше големи тешки сметки за струја по 30, 40, 50 илјади. Постави се горе на крово на зградата болер од 400 литра, што значи дека потрошњата на струја дојде до 500 динара месечно. Опрема се набави првата година кога се извршија промените, у март месец се организира меѓушколско првенство во борење, учествуваа преку 200 деца со надгледување на нашите стучњаци тренери. Тоа се сите дипломирани професори по физичко. Избраа се на 30 деца и тие
се префрлија у клубу у салата на Балкане за тренират. Работе се сега, опрема и се обезбеди и има перспектива, има надеж за борењето, а натака ќе видиме кој ќе се одвиват работа. Така, еве, вие како долгогодишен спортист, односно големо искуство во борењето, да направите една разлика како било некогаш, како е денес? Па некогаш е било од љубов. Спортувало се од љубов. Јас се сеќавам, ние кога одеме у Скопје на тие дерби надпревари со Вардар, со Скопје, бидејќи немаше коли, тие 60-70 години немаше толку коли и одееме со комбиња. И у комбето ни кажат, после средбата имаме за ручок 10 кебапи. И улезе покојниот Боче Зајтеников, застане у комбето у средина, вика, дечки, момци, ако победите имате по 15 кебапи. Ние гинееме за 5 кебапа плюс. Значи сме се болиле од срце, од љубов, затоа што сме сакале. Сега се дават пари, има стипендии, стипендират се врвните спортисти. Кризата е неминовна, присутна е, а се надевам дека, бидејќи сега у овие последните, сега што се изборите, има од Штип двајца врвни спортисти, олимпијци Трајчо Димков и Никола Мицецки, судија кој е судил на меѓународни куп надпревари у одбојка. Ако успеат да улезат у парламентот, дека не е се исто што се дешава со спортот, ќе се ангажират и ќе пресечат, ќе преземат нешто да се извлечат од оваа ситуација. Не само борењето, целиот спорт е една криза голема. Она што го спомнав на почетокот е иницијативата за изградба на спомен обележје во центарот на Штип за олимпијци и најдобрите спортисти во Штип. Еве, навистина идејата е за поздрав. Од каде ова? Па види, Никола, вака, јас сум човек што го сакам спортот, борењето го сакам посебно. Човек сум што го сакам, кажал сум го тоа и на други телевизиски куќи, сакам да оставам траги, кој еден ден заминеме ние да има да гледат младите генерации што е било, кои луѓе са биле, со тоа што ја имам направена книга за мене, мојот спортски пат, имам песна у која не само за мене, јас цела една генерација од 70 до 80 година ги опијувам, цела една генерација, една изваредна генерација која на млади години, како јас што го откажа спортот, и таа генерација го комплет се откажаме од субјективни причини. Сакам да оставам траги и дојдо на идеја да покренаме една иницијатива, бидејќи прв пат е прогласен спортист на Штип, 67 година е бил Добре Маринков. Так. И 2016 година, 40 години прават од избор званичен за најдобар спортист на Штип, низ кои се поминале спортисти од многу спортови. Има од шахо, има од кошарката, има од борењето, има од боксо, има од фудбал, од сите спортови на Штип. И дојдо до една идеја да покренаме една иницијатива, да се изгради едно спомен обележје на кое ќе остане не само за спортистите и за градот ќе остане, бидејќи у Македонија друг град нема направено таква иницијатива и такво спомен обележје на кое ќе биат испишани имињата на олимпијците. Ние гледаме сега какви проблеми се и какви тешкотии за да испратиме олимпиец да испуне норма. А ние сме имале олимпијци кои се биле на 2-3 олимпијади и за една сатисфакција да дадеме на младите, за да може да го покренеме целиот спорт, еден мотив да даеме. Оти гледаме сега донесе се последната одлука на владата што ја донесеа за спорт. Бизнисмените кои улагат у спортот се ослободуваат од давачки, тамо 30-40% ако ги уложат у спортот. Така. И сега со тие пари што ќе се оти мора да признаеме дека и финансиската криза е тука, нема и пари у спортот доволно. Значи тие пари што ќе ги дадат бизнисмените у спортот, ние да створиме еден стимул, тие млади деца со торбите кои кидат да видат, да почитат кои се биле спортисти на Штип, па кои се биле олимпијци, гледаме олимпијада, да се направи една
една сатисфакција, еден морал кај децата да спортуваат, да се отргнат од тие што се пороци на денешно време. Нормално. Дали веќе ги имате и мињата кои што би можеле да се надат на тоа спомен обележи или тоа? Јас ги имам понатаму? сите ги имам од првото прогласување, јас сум човек истражувам оди 2 месеца во библиотеката, од 62-3 година, сите весници на Нова Македонија, Вечер, Спорт, тамо што се пишувале за спортот, посебно за борењето, се ги имам најдено, извадено, кај мене ги имам во евиденција. Имам ги сите спортисти кои се, тоа не се многу спортисти, бидејќи, да кажам дека Зоран Шоров е бил 14 пати. Киро Ристов е бил 6-7 пати. Браќата вие, каратистите Жарко Арсовски, Дејан Митров, Богданов са биле по неколку пати. Значи ќе испаднат околу 25-6 души. И идејата ми, замислата беше тоа спомен обележие да биде на една плоча, мермерна плоча, од оние што се за такви намени, на 1,5 метар висока, метар широка, на првата страна горе, најгоре да се изгравират, да се направат олимписките кругови. Од првата страна на плочата да бијат олимпијците, испишани. Симеон Шутев, Киро Ристов, Зоран Шоров, Трајче Динков. Другата страна да оде, да биде грбов на градот Штип, амблемо, и под него да бијат 67 година најдобар спортист Добре Маринков, па Санде Коце, па Томе Коце, па Симеон Шутев, сите да бијат испишани. У разговор низ градот што ме сретнуваа луѓе, тоа е како идеја дадена, а може да се доградува, тоа не е стриктно рамка и тука да се држиме тоа. Многу луѓе предложија да биде тоа како квадрат, па да се напишат и спортистите кои немат олимписки норми, немат, ама имат големи спортски резултати. Пример, доктор Кедев постигна еден светски резултат. Така, со искочувањето на... Да, ние имаме ракометар у репрезентацијата на Македонија, играе на светски, на европски првенства од Штип. Така. Имаме алпинист Трајче Алексов, што нема врв што не го посетил по светот. Да си тие сите испишат по тие 4 страни, да се бележи, да едноставно кремо на спорт у Штип да стои така, да се оставиле трага во историјата на Штип едноставно. Се радам дека оваа иницијатива е поддржана веќе од многумина спортисти. Дали во иднина ќе се реализира? Иницијативата од спортистите е прифаната со две раци. Само се плашам дека ќе наидеме на некои непланирани отпори од градот, од локалната самоуправа, бидејќи јас пред 2 дена добив писмо у кое ми барат да наведам, да направам планови, да наведам кој ќе го одржува. Тоа се работи што мислам дека не треба више ја ги да таму има си вработени, има си човек вработен за спорт, има си институции, има си луѓе што треба да го изготват тоа, да го направат. Мојата иницијатива само да продолжи да се работи по тоа. Не можам јас, зар ја треба да најдам кој ќе го одржува тоа. Ја бидам да го вадам, да го косам, тоа си има градот, тоа треба да и градот да земе своја одговорност, бидејќи тоа е спомен обележи на самиот град. За сите, нормално, за сите граѓани. Она што ќе го има во иднина од Балканец е одржувањето на боречкиот турнир Штипски легенди, така беше, на 17 декември. Да. Видите вака, бидејќи рековме преска дека 50 години е минато од почетоците на борењето, за тие 50 години поминале се многу борачи, многу легенди, многу од тие се покојни. Не се меѓу живите, ние старите ветераните, постарите борачи, инсистираме и захтеваме да се направи еден голем турнир на кој ќе се спомнат тие. Тука морам да ги спомнам неколку од нив. Киро Ристов, тука е Маријан Умов, тука е Лазар Коцев, тука е Борче Димитров, тука е нашиот еден најдобар тренер Томе Атанасов, Благој Томов,
и ќе спуштам некој многу и у Нинја чест да направиме еден турнир традиционален секоја година што ќе се Ова одржува. година по втор пат ќе се Оваа одржи. година по втор пат има дечки тамо што се заангажирани, што прават напори. Да кажам дека Балканец оваа година ми учествувано на 14 турнири надвор од Македонија. Сега сите тие сакат да ги направат повратно да учествуват. Оваа година да биде младинско пионерска конкуренција, со годините да поминува у силен турнир, да дојде до репрезентација и да учествува. За да биде тоа стварно нешто квалитетно, да има што да се види. Финансиите, имаме барање доставено до градот, да помогне нешто градот, нешто ние да најдеме спонзорство, за да можеме да го одржиме турнир и да помине у традиција. Така. Од прилика колку што дозволува времето, опфанавме, како што кажав, темите кои што ни беа предвидени за денешното издание. Еве за крај еден апел до сите млади спортисти, еден ваш совет за сите они кои што не само со борењето, и едноставно и со другите спортови кои што сакаат да постигнат навистина големи резултати. Па мојот апел би бил до младите деца спортисти, што сакат да бидат спортисти и што не се спортисти, да ги маанат тие пороци, да ги маанат тие работи што се на денешно време, неубави работи, да ги земат торбиците, да ги научат салите спортски кај се, да тренират, да испаднат здрави момци, отивикаме у здраво тело има и здрав дух. Така. Сакам да се заблагодарам на Канал Плюс за поканата. Што можо, јас офана. Благодарност на тебе, Никола, на телевизија. Ви благодарам многу, ми беше навистина чест да разговарам со еден ваков спортист. Се надам дека на некој начин, иако времето беше кратко, но сепак од прилика поразговаравме на овие теми. Се надам дека повторно ќе имаме прилика, доколку еве има и повод да се разговара. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ова беше господинот Санде Коцев, како што кажав, борач ветеран. Доколку пропуштивте нешто од денешното издание на емисијата Спорт Плюс, репрезентното издание веќе утре од 15 часот. Останете и понатаму со Канал Плюс, се гледаме наредната недела 20 часот и 30 минути. Пријатно!